Почитувани, енергетиката е една од најважните теми за секоја држава, но и тема која директно го засега секое семејство. Затоа, определба на владата, предводена од ВМРО ДПМНЕ, е да обезбеди стабилно снабдување со електрична енергија, да го зголеми домашното производство и да создаде услови за предвидливи и пониски трошоци за граѓаните и компаниите. Ке почнеме со цената на електричната енергија. И покрај тврдењата на опозицијската и предавничка СДС дека струјата ќе поскапи за цели 5%, реалното зголемување изнесува 2,28% и е најниско во Европа. Веќе трета година од мандатот, цената на електричната енергија за граѓаните не само што не е поскапена, туку владата со новиот закон најде решение со кое се отвара можност струјата за граѓаните да поевтини и 5 до 10%. Воедно, владата донесе мерки за субвенционирање на електричната енергија со цел директно да го заштити стандардот на граѓаните и да спречи ценовен шок за домакинствата. Но нашата политика не се сведува само на тоа, државата да интервенира кога има притисок врз цените. Долгорочно решение е да произведуваме повеќе домашна електрична енергија и да ја намалиме зависноста од увоз. Токму затоа, во април годинава, домашното производство покри 88,8% од вкупната потрошувачка во земјата. Тоа е значаен чекор кон нашата цел Македонија да стане нето извозник на електрична енергија, односно на крајот од годината да произведува повеќе отколку што увезува. Во исто време се работи на консолидација и подобрување на работењето на ЕСМ, на зголемување на акумулациите и на максимално искористување на постојните производствени капацитети. Тоа го надополнуваме со нови инвестиции. Подпишавме договори за реализација на фотонапонската електрана Битола 3 и за ревитализација на хидроелектраните фаза 3, што представуваат стратешки инвестиции во енергетскиот сектор во вкупна вредност од 97 милиони евра. Битола 3 е важен чекор кон зголемување на производството од чисти извори, додека со ревитализацијата на хидроелектраните покажуваме дека сериозно се грижиме и за постојните капацитети и нивното подобро искористување. Паралелно со тоа, започнува изградбата на најголемиот ветерен парк во земјава со 55 ветерници, кој ќе произведува електрична енергија за околу 100.000 домакинства, инвестиција на Алказар Енерджи во вредност од $500 милиарди. Со потпишувањето на меморандум со Казанџи Груп се отвора простор за реализација на значаен стратешки проект вреден до 1 милиарда евра инвестиција што ќе има реално, практично и долгорочно влијание врз енергетскиот систем на државата. Затоа што проектот предвидува 3 главни компоненти: развој на нови капацитети за производство на електричната енергија, изградба на дистрибутивна мрежа за природен газ, како и мерки за зголемување на сигурноста во снабдување со газ. Со оваа инвестиција се отвараат и нови можности за индустријата, се поддржува гасификацијата, се отвараат нови работни места и се зајакнува енергетската отпорност на државата, а истовремено со развојот на домашни производствени капацитети ја намалуваме зависноста од увоз и влијанието на надворешни ценовни и политички ризици. Градиме енергетски систем кој ќе биде отпорен на кризи, флексибилен кон идните предизвици и усогласен со европските стандарди. Кога зборуваме за енергетика, не зборуваме само за струјата што ја плаќа едно семејство денес, туку зборуваме за тоа каква држава ќе имаме утре, а целта на владата е Македонија да биде држава која произведува, која извезува и која има сигурен и стабилен енергетски систем.